Уште една нова скандалозна изјава на премиерот. Македонија била во предност што вакцините доцнат. Откако власта се пофали дека првата тура вакцини преку Ковакс механизмот стигнува во недела. Сега Заев вели дека за доцнетата вакцинација ќе ни овозможела да ги видиме искуствата на другите земји. Има една предност што сте, еве така да кажам, земја со задоцнување со вакцините. Земјите членки на Европската Унија почнаа пред нас и можевме да согледаме предности или слабости, а тоа е констатацијата, а тоа може да излечиме единствена констатација дека сите можеме да заклучиме дека вакцините се здрави, дека вакцините треба да ги користиме сите. Час поскоро кога се вакцинираме сите, толку поскоро ќе ја победиме оваа грозна пандемија која што го смени животот во целиот свет, така и во нашата земја. Но оваа контроверзна изјава на премиерот се коси со сите досегашни апели на стручната фела, кои алармираат оти за доцнетата вакцинација чини човечки животи, па и тоа дека што поскоро се имунизира критичното население, толку побрзо ќе се растеретат болниците и ќе одморат докторите кои се исцрпени од едногодишната борба со корона пандемијата. Нешто што на пример и успеа на земја како Израел, која го имунизираше населението и полека ги трга рестрикциите, а затвори и голем дел од ковид центрите. Изјавата на премиерот предизвика бурни реакции кај лекарите. Велат срамно е Заев да се расфрла со такви зборови кога секој ден без вакцина значи нови жртви од коронавирусот. Скандалозна е изјавата дека било што позитивно има во дебаклот и каснење со вакциниве. Секој ден плюс значи нови жртви. Вчера министерот за здравство објави оти првите 24.000 дози од вакцините на AstraZeneca преку Ковакс механизмот ќе стигнат во недела наутро. Во меѓувреме, во земјава се уште нема стигнато вакцини за масовна имунизација, како што милуваат да кажуваат властите. Освен донираните 8.000 дози на Pfizer кои не ги отстапи Србија, а ги примија здравствените работници од ковид центрите. Во Македонија стигнаа едва и 3.000 дози од руските вакцини Спутник В од вкупно нарачаните 200.000.